Министерот за земјоделство Липчо Николовски оствари средба со производителите на раноградинарски производи од Кочанскиот регион, при што се запозна со проблемите со кои тие се соочуваат, а ги информираше и за владините мерки за поддршка. Еден од главните проблеми за оранжериското раноградинарско производство е што има сериозни индиции за злоупотреби при увозот на одредени земјоделски производи. Затоа беше побарано институциите да работат на заштита на домашните производители. Ке прифатиме дека институциите треба да работат токму во тој правец на заштита на домашното производство и на елиминирање на сите можности за евентуални злоупотреби во секој еден поглед, па и во поглед на она што го констатиравме во делот на високите цени кои што се на берзите на земјоделските производи од една страна, но и на фактурите кои што ги има царинската управа во поглед на увозот на земјоделски производи. Граѓаните не смеат да плаќаат вакви цени на земјоделските производи. Трговците не смеат да се богатат на крвот на граѓаните и во Северна Македонија нема простор за мафија. Нашите пресметки говорат дека во овој период, во овој месец, околу 2 милиони килограми увоз имаме минатата година, во истиот период, на домати, на краставици, на пиперки. И токму анализите кои што ги правевме и за минатата година покажуваат дека 2 милиони евра минимум граѓаните ќе бидат заштитени во поглед на само овие неколку битни земјоделски производи, а ние од друга страна ја покажавме волјата и да го заштитиме стандардот на граѓаните, но и да ги заштитиме домашните производители. Ја покажуваме нашата подготвеност преку интервентниот фонд оваа година за сите домашни производители кои што ги произведуваат овие производи во оранжериско производство и кои што имаат зголемени трошоци во секој еден поглед, владата да ги надомести, односно да ја надомести таа разлика помеѓу производната цена и онаа цена која што е замрзната. Представниците на оранжериските претпријатија од Кочани истакнаа дека се задоволни од најавите за поддршка на нивното производство, во очекување тоа да даде позитивни ефекти. Секако дека сме задоволни од мерките што ги предложија, што ќе надополнат она загуба што ќе имаме ние преку интервентниот фонд, и се надеваме исто и во иднина дека ќе имаме добра соработка, дека се почесто ќе ги слушаат нашите барања, нашите укажувања од типот на производството и апелираме да се заштити македонското производство, затоа што сепак тоа е еднината. Нашиот квалитет на нашиот продукт треба, мислам, тоа се знае и очекуваме понатака да се вреднува. Така, да се вреднува. Производителите на раноградинарски производи укажаа дека купувачите можат на пазар да ја видат разликата во квалитетот на домашното во однос на увозното производство, кое е на далеку пониско ниво. Истовремено упатија повик до инспекцијските органи да прават почести контроли на терен. Со тоа ќе се заштити квалитетното македонско производство, а ќе се спречи продажбата на оранжериски производи од други земји, што се со полош квалитет, а се продаваат по цени како за прва класа. Министерот за земјоделство Липчо Николовски во рамки на престојот во Кочанскиот регион се сретна и со оризопроизводителите. При тоа разговараше за предстојната сеидбена сезона и проблемите со кои тие се соочуваат. Беше нагласено дека неколку години наназад се обезбедува соодветна државна поддршка преку редовни и дополнителни финансиски интервенции, а воведени се и низа нови мерки преку програмата за рурален развој. Истовремено, министерот Николовски нагласи дека почне исплатата на дополнителната интервентна мерка од 3 денари за килограм предадена арпа. Во поглед на цената ме радува што таа е драстично зголемена. При последните анализи покажуваат 36, 37, 38 денари откупна цена. Денеска веќе се исплатени на над 1000 исто корисници и апликанти дополнителната мерка од 3 денари, која што важи за периодот декември 2021 јуни 2022 година. Во еден ден, со една одлука, со едно решение, без никаква селекција, навремено се исплатени средствата. Уште во февруари оваа година
беа исплатени сите субвенции за поледелство, вклучително и оризопроизводителите, ги добија навремено овие субвенции. Да подсетам дека за само еден месец исплатени 60 милиони евра субвенции. Тоа е резултат на обезбеденоста на најголем буџет во земјоделството досега оваа 2023 година, на самиот почеток на годината, подготвеноста на платежната агенција да направи брза исплата и за поледелците, и за оризопроизводителите, и за лозарите, дури и за сточарите, кои што субвенциите исто така ги добија на самиот почеток на годината. Оваа година дополнително ќе биде прва година во која што сите земјоделски производители ќе добијат 30% авансна исплата за 2023 година како дел од новиот модел. Во врска со најавите за протести и незадоволство на дел од оризопроизводителите, министерот Николовски оцени дека нема причини за тоа. Таквото однесување на поединци го оцени како мотивирано од други причини, а представува злоупотреба на трудот на земјоделците. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски беше во работна посета на општина Зрновци, а заедно со градоначалникот Борче Коцев направија увид во реализацијата на инфраструктурни и градежни активности што се во тек. Иако е една од најмалите општини во државата, Мицковски нагласи дека во Зрновци се почнати повеќе проектни активности со кои се работи на унапредување на условите за живот на граѓаните. Во општини помали во Македонија, како што е, да речем, општина Зрновци, сепак со едно храбро, посветено, честно работење и невозможното може да стане возможно, носно се градат милионски проекти, се разбира, кои што ќе значат само додадена вредност во квалитетот на живот на луѓето од општина Зрновци. Во неформален дел од прошетката, низ овие проекти, сретнавме многу мештани кои што го изразуваат своето задоволство од сработеното. Има ниви кои што во минатото не биле изорани, не биле обработени затоа што немале достап до вода, но сега со овие инвестиции веќе и тоа станува возможно, така што ќе се зголеми производството на земјоделски производи, а со тоа ќе се зголемат и доходите на поголем број семејства од овде од општина Зрновци па и од регионот. Уште еднаш ќе ми дозволите на крај да му честитам на Борче, да повторам дека вака треба да продолжиме и во периодот кој што следи. Само вака можеме да ја вратиме довербата кај граѓаните и да го спречиме во прво време намалиме, а подоцна и спречиме разочарувањето кое што за жал е се поприсутно, а тоа резултира и со големо оцелување. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев нагласи дека и покрај скромниот општински буџет во тек е реализација неколку проекти во вредност од 30 на милиони денари. Воведуваме во работа економски оператор за изградба на резервар за водоснабдување во село Зрновци од 60 кубика, проект во висина од 2 милиона денари, обезбедени средства од Бирото за развој. Овде на ова место каде што се наоѓаме, проектот е 9,5 милиона денари и плюс дополнително обезбедени средства од 1.800.000 денари од буџетот на општина Зрновци. Во текот на 2023 година во патната инфраструктура општина Зрновци ќе се реализираат со програмата на изградба на локални патишта и улици во висина од околу 25 милиони денари преку средства обезбедени од Светска банка, преку Министерството за транспорт и врски ќе биде реализација на проектот. Опфаќа локален пат Старштипски пат Мородис Зрновци, локален пат Видовиште Друмот, локален пат Мородис Гробишта и улици во село Зрновци Филе Ристов и Никола Карев, заедно со целокупно кружно заокружување, дополнителни 130 метра на истите. Компанијата Amphenol Technology Македонија во соработка со Општинската организација на Црвен крст од Кочани деновиве донираше пакети за ранливите семејства. По повод одбележувањето на неделата на солидарност, вработените во оваа компанија организира акција за донирање храна, што ја поделија за социјално загрозените семејства од општината. Од донираната храна направени се хуманитарни пакети кои што се дистрибуираат преку тимовите на Црвениот крст од Општинската организација во Кочани. Пакетите се наменети за ранливи, стари и осамени лица од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево.
Во Штип се одржа завршниот настан за промоција на резултатите од активноста дигитализација на општинските услуги во источниот плански регион во рамки на проектот Пост-ковид општините како двигатели за одржливиот развој, што е финансиран од UNDP и Бирото за регионален развој. Општина Кочани ја представуваше градоначалникот Љупчо Папазов. При тоа беше истакнато дека со реализацијата на овој проект жителите и компаниите во 11 општини добиваат пристап до дел од општинските услуги по дигитален пат. Со него се имплементира така наречениот Логес софтвер, што представува прва апликација за електронски услуги на локално ниво во државата. Ваквата активност е позитивен пример за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните преку проекти за меѓуопштинската соработка. Платформата Логес обезбедува ист број и ист квалитет на електронски услуги за граѓаните на сите општини, без разлика на нивната големина. Со тоа се почитува и принципот на еднакви можности за сите граѓани.